Познатиот македонски готвач Виктор Настески, кој работи на луксузен британски крузер, остана без работа и едве успеа да се врати во Македонија. Причината немал северен пасош. Готвачот од Австралија принудно е тргнат и на пат за Македонија, откако компанијата за кого работи му го раскинала договорот бидејќи патниот лист му важи само за еден правец, а на пасошот му стои старото име на државата и му е невалиден. Случајот со Настески е само еден од над 140 македонски морепловци кои главно работат како кувари, келнери, стујарди и слично на така наречените крузери, луксузни туристички бродови кои пловат по светските мориња и океани, а кои не можат да се вратат во Македонија и стравуваат за својата работа. Според последните информации, веќе 70 македонски морепловци успеале некако да се вратат дома, некои со, а некои без патен лист. Зоран Кочовски, управител на Агенција за посредување на работа на брод, вели дека бродските компании се зачудени од несериозноста на државата, а македонците се приморани сами да си купуваат авионски билети, иако не по нивна вина, остануваат без договори за работа. Штетата е на товар на вработените, односно на нашите македонските морнари кои се на бродските компании, бидејќи еден добар дел од компаниите ги условија сами ги платат авионските карти за да стигнат до Македонија. Проблемот е во неможноста да се калкулира датумот на враќање тие лица, од причина што кога зборувате со нашите амбасади, едноставно се изгледа дека е доста едноставно, но верувајте дека има потешкоти бидејќи документите не стигаат на време. Не само на оние што пловат и заработуваат, рокот за пасоши со новото име им ги помати плановите на оние што допрва сакаат да заминат, поради неможноста на државата навреме да обезбеди патни исправи, намалена бројот на апликации на заинтересирани за работа на брод. Еден од најголемите проблеми на македонците што се затегнати на крузерите е што главно пристаништата каде се укотвуваат бродовите се на екзотични места, во кои Македонија нема никакви дипломатски представништва, па тие имаат проблем каде да ги подигнат патните листови, па дури потоа да се сноѓаат како до дома. Дел од земјите ги бараат овие листови, а дел немаат никаков проблем ниту со старите пасоши, според досегашното искуство на оние кои успеале да се вратат. Како што е познато, и преку копно е тешко до дома ако се дел од диаспората. Ниту за убаво, ниту за лошо. Тешко се доаѓа до патна исправа и во дипломатско-конзуларните представништва. Иселениците за Алфа се жала дека никој не им крева на телефон, ниту пак им одговараат на мејл за да закажат термин за фотографирање и вадење нови документи.